Македонија со ракометната репрезентација влезе во елитно друштво кое што заедно со Шпанија, Хрватска, Данска, Исланд и Франција брои 11 континуирано 11 големи поред надпреварувања, нешто што е за почит, на оваа тема меѓутоа и на нашите можни противници на следното европско првенство го имаме Левче Китевски, директор на репрезентацијата. Добро утро. Добро утро, поздрав до сите гледачи на вашата телевизија. Јас сум Левче Китевски, директор на ракометна репрезентација на Македонија во машки и женски конкуренција. Благодариме. Господине Китевски, што значи всушност да се биде директор на репрезентацијата, ако нели информациите секогаш се селекторот тој сега нели Кире Лазаров го објави списокот на играчи за предстојните надпревари, што значи дека прави директорот на репрезентацијата? Добро, функцијата директор не е само директорот на репрезентација, тоа е комплетната ракометна федерација на Македонија, која што во суштина ние сме сервис на репрезентациите, не само на сениорската, него на јуниорската, кадетската, пионерската репрезентација, која што вршиме комплетно организирање од нивно пристигнување до нивно заменување, организација на хотели, патување, авионски карти, организација на сали, хотели, опрема, реквизити, спортска исхрана и ред други работи кои следва за еден врвен спортист. Да. Она што за нас е интересно тоа е дека треба да се случи ждрепката за групната фаза во Европското првенство и таму има еден интересен феномен дека Македонија има доста варијации за тоа со кои се може да биде во друштво во онаа групна фаза, меѓутоа има еден феномен во кој што може да се најдеме со Хрватска или Словенија од првиот шешир, со Србија од вториот и од четвртиот Црнагора и Босна и Херцеговина и така некако да има група која што ќе биде составена од репрезентации од екс-ју просторот. Што е оно што ние го знаеме за противниците кои што не очекуваат? Всушност, математиките, како што реков, се многу, меѓутоа како се прави скаутингот во време на нели скаутирање на своите противници? Дали прво треба да почекаме да видиме кои се кај нас или тоа се прави во еден поширок, во еден обемен процес? Па искрено да ви кажам, во моментов не размислуваме на противниците кои ќе ни падне. У глобалот сите репрезентации се познаваме многу добро. Бидејќи ова не е ново некое натпреварување или само оваа година, тоа е уназад. Има и квалификации, светски европски првенства, кои што во период од 4 години не се менуваат многу репрезентациите. Значи, скаутирани се скоро сите од секого. Секој од секого и секој со секого. Значи, не се оптеретуваме многу со тоа што како и зашто би била групата денеска. Во 17 часот ќе биде излекување во ЕХФ. Јас, едino што лично јас како директор не би сакал да ни падне само од втората група репрезентациите на Данска и Шведска. Иначе све друго, мислам дека неминовно е дали од прва група било кој да падне, тие се сите квалитетни противници. Од наша група ги избегнуваме Франција, што е конкурентите за повисок плацман. И мислам дека ние размислуваме на нашата репрезентација, него на другите. Ние ако отидеме спремни, како што во овој квалификацијски циклус направивме еден резултат кој што мислам дека македонската машка репрезентација нема освоено 10 бодови и на ваков начин го заврши овој квалификацијски циклус. И сакаме нивото да го дигнеме на уште една степеница повеќе, за да се представиме на тоа европско првенство во права свет. Да, многу брзо се промени риториката во однос на ракометот со оглед на настапот на светското првенство во Египет и оно што се случи веднаш потоа, трансформација на управата пред се во ракометната селекција, а потоа, како што рековте и вие, еден рекорден број на освоени поени во квалификацијското коло. И јас напоменав дека заедно со
Франција, Шпанија, Хрватска, Данска, Исланд сме во едно елитно друштво кое што не пропуштило големо надпреварување веќе 11 пати поред. Ако направите една ретроспектива за тоа како дојдовме до да бидеме дел нели од оваа ракометна елита, што би ми рекле? Па, искрено да ви кажам, овој стручен тим на чело со Лазаров, кој што праќа и Миркуловски, Ангеловски, Јоновски, да не ги заборавам и не смееме, например, Мојсовски, Димовски, Алушевски, Марковски, Темелков, Митков, Ангелов, Ристовски, кои што придонесоа за овој 11 настап да влеземе во таков круг на репрезентации. Мислам, тоа е една генерација која што од 2009 навака го држише тој континуитет и со назначувањето на Киро Лазаров и неговиот стручен тим, мислам дека направивме вистински потек за продолжување на таа низа од големи надпреварувања на машката ракометна репрезентација и мислам дека нема да се стане тука. Бидејќи овој квалификацијски циклус ни даде сигнали за повисоки дострели. Господине Китевски, каков е квалитетот на лигата, ракометната лига, всушност и на втората ракометна лига? И ако се прави постепена промена на генерациите во репрезентацијата, каков е потенцијалот на она што ни следи? Всушност на Европското првенство, претпоставувам, ќе се однесат и неколку дебитанти кои што ќе почувствуваат како е да се игра на едно големо надпреварување. Меѓутоа, вие кои што имате еден поширок поглед кон самата лига, кон самите ракометари, каков е потенцијалот? И треба да се напомене дека во моментов имаме една репрезентација која што е во форма, например, Кузмановски со Хановер, Манасков со Веспрем, Лазаров да не зборуваме со Нанце, како се чини дека во форма сме. Меѓутоа, каков е потенцијалот на младите? Дали господинот Левче Китевски на момент го снема од технички причини. Се надевам дека за брзо ќе го вратиме во програмата, дали на Zoom платформата, дали телефонски. Меѓутоа, ви остана уште некое прашање врзано токму со дејностите кои што тој ги има внатре во репрезентацијата, а тоа е селекцијата на играчи, всушност желбата на младите играчи да се најдат во репрезентативниот дрес. Дали го имаме господинот Китевски на линија? Доколку го немаме, претпоставувам ќе имаме повторно шанса да разговараме на оваа тема. Да, се врати господинот Китевски, ја вративме комуникацијата. Го имаме телефонски или го имаме на Zoom платформата? Да, го имаме на Zoom платформата. Господине Китевски, да, прашањето мое е дали како може да се надеваат и на што може да се надеваат младите потенцијали, ако направите и вие една анализа на квалитетот на македонските ракометни лиги. Вака, македонската ракометна лига или лиги во минатото, например, секогаш имаме брвни клубови, како што рече Металург, Вардар, еве сега се појави Еврофарм Пелистер, кој што Вардар е 2 пати европски првак. Металург направи еден пробив во европскиот крем, кој што тој континуитет го продолжи Вардар. И Металург мислам дека работеше најдобро за македонската репрезентација, бидејќи во тоа време настапуваат 12 репрезентативци во Металург. Да не ги напоменувам сега, да ги повторам: Манасков, Георгиевски, Јоновски, Марковски, Миркуловски, Мојсовски, Димовски и Митревски и ред други. И во овој момент нивото на лигата можеби е малце паднат. Зборам за од тоа што би ние можеле да добиеме како
како репрезентација, но квантитетот е малце подигнат за разлика од квалитетот. Тоа е лично моje видување, не е стручно, него од мој аспект како спортски директор и директор на репрезентација или спортски работник. Бидејќи мислам дека во последна година, посебно во пандемијава, некако и со добивањето на клубовите ваучер почна да вложуваат во клубовите, во македонските играчи и во македонските тренери, да не. Али јас едно би напоменал, во Македонија секогаш се раѓаат таленти, но ние малце запоставуваме со стручниот дел во кој што мислам дека треба, како што и спортистот треба, е дојдено време сам да се на себе први да се посвети, да постане на некој начин хедонист, да мора да се откаже од некој многу работи за да стане врвен спортист. Така мислам дека и тренерите тоа треба да почнат, бидејќи тие се, тоа е алка која што е нераскинлива за добивање на еден финален производ, а тоа е ракометар кој што утре задутре треба да игра за било која репрезентација. Левче Китевски, директор на ракометната репрезентација, ви благодарам на одвоеното време и на овој разговор. Благодарам и на вас.